значи во Министерството за политички систем ние веќе објавивме неколку стори во однос на вработувањата таму. Има превработеност, тоа веројатно го знаете и вие предходно. Оваа институција беше секретаријатот за рамковни вработувања. Проблемот постои со години, сега само тоа е трансформирано, таа институција се трансформира во Министерство за политички систем и се уште проблемот обстојува. Ние објавивме од 1410 вработени, практично само 44 одат на работа. Најпрв би ве прашала, вие како од опозицијата, како би го решиле овој проблем? Прво, овој проблем воопшто не е сложен да се реши, но би ви дал еден краток историски осврт за да полесно дојдеме до поентите кои што треба да ги постигнеме и што треба да ни бидат целта на сите на крај. Некаде во 2015 година заврши еден процес на реформа на јавната администрација, во целосна координација со Европската унија и со Сигма мисијата на ОЕЦД, кој што по односно ова прашање имаше за цел да го затвори тој сегрегиран канал на вработување кој што постоеше преку тогашниот секретаријат за спроведување на рамковниот договор. И затоа се воспоставија посебни механизми, планови за вработување во рамките на службеничкиот систем, кои што требаше практично да спрешат сите вработувања да одат на едно место и потоа логиката на тој стар концепт беше потоа тие вработени да се прераспределуваат, но видовме во пракса што се случи. Значи тие не се прераспределуваат долги години назад и затоа целта со новиот начин на вработување, при тоа почитувајќи ги принципите на рамковниот договор, беше тој нов систем кој што ги имаме сега. Но имаме стекната група на поединци кои што вие ги спомнувате некаде сега според вашето последно истражување, вие ми кажавте биле бројот околу 1000, кои што се уште не се распоредени. Од гледна точка на почитување на законите и системите кои што веќе ги има воспоставени во рамките на административниот систем, со соодветна политичка желба, јас најодговорно тврдам дека тие луѓе можат да бидат распределени на работни места во период од 1 до максимум 2 месеци. Постои трансфер листа во Министерството за информатичко општество и администрација, постои систем за управување со човечки ресурси, но што е многу битно, тие луѓе треба да бидат распределени во институции каде што тие се потребни согласно нивното образование и согласно искуството кој што ги имаат. А за мене е генерализација еден став кој што се шири дека јавната администрација има превработеност. Зошто е тоа генерализација? Да, во одредени делови на јавната администрација имаме превработеност, но ние истовремено имаме и сериозен дефицит, например на квалитетни и стручни лица од различни аспекти, во делот на одредени органи на управа и регулаторни тела. Тука примерно би го ставил фокусот на лица кои што имаат стручни знаења од областта на ИКТ. Посебно сега лица кои што имаат голем степен на експертиза во делот на европските интеграции. Само да набројам неколку аспекти. Што значи првиот заклучок треба да биде констатацијата јавната администрација е превработена е генерализација. И тука треба да бидеме многу опасни, многу внимателни како би го менаџирале тоа прашање. А од гледна точка, но вие 1000 поединци, јас тврдам најодговорно, согласно нивното образование, има каде тие можат да бидат распределени, но тоа не треба да биде систем желботека, односно каде сакаат тие да бидат распределени, и тоа е генерално, мислам, политичкиот проблем кој што постои. Има институции каде што тие се потребни, но најголем дел од тие лица не сакаат веројатно да работат во тие институции. Тука лежи отпорот за нивно распределување во рамките на јавната администрација. Иначе, законите, системот кој што постои, тврдам, 1 до 2 месеци е потребно за операционализација и секој еден од овие поединци да биде на работно место каде што ќе придонесува, нема само плата да прима, туку и ќе придонесува кон работата на јавниот сектор. Да, повеќе од 1000 се, околу 1300 кои што остануваат нераспределени се уште. Претходно тие дури биле и повеќе. Ние го објавивме, значи се работело дури за 3500 вработувања, тие значаен дел веќе се распределени.
затоа тука би ве прашала, значаен дел од овие вработувања се направени во време на ВМРО-ДПМН, значи во време кога во време на претходната власт, која беше долго, нели со години беше на власт, и овој проблем е и во значаен дел наталожен уште тогаш. Зошто кој е одговорен за тоа? Зошто тоа е така направено? Значи, зошто таа власт го дозволила ова и зошто на овој начин се толерирало некој да не оди на работа и да зема плата? Јас затоа ви го дадов тоа објаснување значи до 2015-16 постоеше тој, јас го нарекувам сегрегиран канал на вработување, односно вработување на лица во секретаријатот за рамковен договор, со логиката на нештата дека тие понатаму би требало да бидат трансферирани во системот. Кога се увиде до кој степен е овој проблем, во рамките на таа голема реформа на јавната администрација, преку која што ние за прв пат во историјата на нашата држава дојдовме до купниот број на вработени во јавниот сектор. Сетете се дека ние до 2016 само шпекулиравме колку вработени имаме во јавниот сектор. Тогаш преку таа реформа и преку тој систем за управување со човечките ресурси дознавме колку луѓе има, увидовме до кој е степенот на овој проблем. Обиди имало за решавање на овој проблем, но земете го во предвид фактот дека за да вие направите прераспределување користејќи спогодба, значи потребно е и согласност од институцијата каде што тоа лице е вработено за едно спогодбено превземање во друга институција. Така да некоректно е сега да се занимавам со вперување на прстот. Јас мислам дека ова што се случува е веројатно грешка на сите политички елити до овој момент. Но факт е дека проблемот по мене стои веќе повеќе од 10-15 години и никој не го решава. И затоа добро е што вие правите вакви истражувања и добро е отворено да зборуваме за ова прашање. Бидејќи фактот што скоро 1500 лица, како што вие кажавте, седат дома, ништо не работат, прво е навреда за секој граѓанин на Македонија кој што оди на работа, честно си заработува, се труди, вложува енергија, а посебно ви рекол и навреда за вработените во јавниот сектор. Ова се нивни колеги кои што примаат исти примања како нив, а ништо не работат. Па јас би рекол на некој начин навреда е за тие лица. Веројатно секој работоспособен човек сака да даде некој придонес, сака да работи нешто. Така да јас не бегам од критиката, прво да ви кажам. Точно е и претходно не се решило ова прашање. Но не треба тоа да ни биде изговор зошто не го решаваме во моментот. Значи, ние доколку се занимаваме со изговори и гледање во минатото од последните 5, 10, 15 години, нема да дојдеме до решение. Јас тврдам најодговорно дека ова е прашање од административно-правна природа. Разбирам зошто е политизирано, заради тој степен на навредливост кој што претходно го спомнав, но тоа не води до решение. Дајте да земеме да го решиме проблемот, тврдам дека е решлив за многу брз период. Да, и тоа ќе ми биде последно прашање, значи кратко. Вие велите може да се реши за кратко време, но дали ќе биде тоа така зависи од партиите и од политичката волја. Ваквите институции често се користат и за купување на некои партиски, меѓупартиски договор, мири, така натака преговори, полнење на кадри партиски. Значи, како тоа да се надмине? Како еве да престанат институциите да бидат, да кажам, на некој начин рекрутни центари за партиите, за различните партии? Тоа не се случува секако само во оваа институција. Прво ќе ви речам, застрашувачки е степенот на општа политизација на севкупното општествено живење. И тоа само се пренесува меѓу другото и на тоа прашање. Значи, ние треба да работиме прво на деполитизација на севкупното окружување кое го имаме околу нас. Јавната администрација, економскиот систем, меѓучовечките односи. И ова е едно круцијално прашање. Значи, треба да седнеме и национален консенсус и по ова прашање да постигнеме. Доста е од политизација на јавната администрација заради тековни партиски потреби. И мислам дека еден таков чекор би можел да се постигне само со општа и взаемна согласност. Така да, ова е многу сериозно прашање и посебно ќе биде значајно при отварањето на првите поглавја со Европската Унија, а видовме во последниот извештај на Европската комисија токму
покрај недостатокот од соодветна борба на корупција, односно постоењето на широко распространета корупција, ако детално сте го виделе, огромни критики имаше за степенот на реформа на јавната администрација. И меѓу другото, ова е едно од прашањето кои што секогаш се истакнува во рамките на тие извештаи. Недоволно е направено од сите до сега. И треба многу повеќе инвестирање, но треба и многу по-чесен пристап. Еве јас искрено ќе ви кажам, и како поранешен заменик министер за информатичко општество, тоа можете веројатно и имаше тоаш и неколку информации кои што излегоа во јавноста. При крајот на својот мандат направив обид да го решам ова прашање заедно со тогашната министерка Арсовска-Томовска. Ние дури стигнавме и до фаза да изготвиме список на каде би можеле овие поединци да бидат прераспределени, но потоа пречката со која што се соочивме беше објективна, ако се кажете, тоа што имаше постојано преговарање за изборни датуми, и во моментот на отпочнување на избори застануваат сите вакви процеси на прераспределување на вработени во јавниот сектор. Така да и во архивите на Министерството за информатичко општество и администрација, согласно тогашните потреби на институциите и капацитетот со кој што располага сега Министерство за политички систем, може да се најде една листа на каде би можеле овие лица да бидат распределени. Јас не го давам тоа како оправдување, но објективно кажувам, ние не успеавме да го реализираме овој концепт заради тоа што се случија парламентарни избори, кои што ни дадоа законска пречка да не можеме да се движиме со чекори напред. И потоа се формираше влада која што е од друга политичка партија, односно завршија и мојот мандат и мандатот на министерката Арсовска-Томовска. Но ќе кажам, со соодветна волја, единствено користејќи ги законските процедури, ова прашање може да се реши. Ви благодарам за краткиот разговор. Ви благодарам и на вас.